Еве, почитувани гледачи, што доколку заврши настапот на Игор Џамбазов заедно со Гуру Харе на градскиот плоштад, веднаш од плоштадот се стргнавме овде и уште издишани не... Да, после секој концерт се случува тоа, навистина публиката ме тера да се чувствам како Владо Јаневски понекогаш, кога ме напаѓа така после концерт. Најмалку како Владо или како Тоше на времето. Се шегувам, се разбирам. Да, и имам јас такви фанови, моите фанови се од 7 до 107. Ти виде и тетки, и баби, и чичковци, чекат, и деца. Но тоа е убавата страна на мојата професија. И овие сите што ги интервјураш, кога ќе ти кажат дека леле, многу ми пречи тоа популарноста, мене ме малтретираат, ме запираат на улица. Па јас сум популарен од 7 години, па никош не сум се пожалил. Тоа веројатно си доаѓа со годините. Се уште уживам во секој момент со нив. Ако сум изморен, денеска и не ми беше добро, сериозно. Промената на времето ми делува многу лошо. 60 години наполни. Јас сум председател на метеопатите на Македонија, да знаеш. Да, но ете, ќе излезеш на сцена, кога ја видиш таа публика, се забораваш. И нозете дека те болат и главата, дека те боли, дека си метеопат, и дека... Јас имам сериозни работи ми се случуваат кога се промена на времето и операциите, ме болат, но ете, издржав малце, веројатно ќе се смени сето ова, ќе дојдат посвежи денови, иако морам да го пофалам и градот, и климата да ви ја пофалам, градоначалникот порачал клима, баш онаква каква што треба, беше многу пријатно за свирка 20 и нешто степени во Скопје не е издржливо. Значи, среќни сте што сте малку на повисочко. Мора да ти кажам дека сум многу позитивно изненаден од Пробиштип. Јас тука сум доаѓал на пропатување, многу ретко сум настапувал, ретко ме викале. Едно време дури мислевме ние скопјаните дека нема ни место каде во Пробиштип, но ова што го видов вечерва ми врати надеж во малите места, да ви кажам дека Пробиштип живее многу подобро отколку многу поголеми градови од него низ Македонија. Тоа е веројатно затоа што е рударско место и дека се тука некако околу тие рудари се врти, тој дека ќе оди рудар, ќе седе дома и ќе си работи. Да, пријатно сум изненаден, едва чекам пак да не викнат. Навистина и манифестацијата ви е добра, народот е добар, убаво реагира, се на се топ. Одлично, значи со еден збор сте поминале вечерва во Пробиштип. Па ќе видиш вечерва на мојот Инстаграм, знаеш дека сум инфлуенсерка, секој ќе почне ми пуштаат сториња, па ја ќе ги шерувам. И така, уживам се уште во секој момент, иако морам да ти признам дека откако наполнив 60 години пред месец дена, веќе почувствував дека не сум веќе како. Сеќавам јас кога имав 30, искокав по сцената и Мик Джегер имаше 50 и он скокаше по сцената. Сега имам 60, седам на шанк столче, едва и додржувам, он на 80 уште рипа. Но тоа е така. Еве, вие сте во исто време и музичар, воедно сте текстописец, пишувате. Јас сум дипломирал. Да? Јас сум дипломиран актер, тоа што Господ ми дал од се помалку ме прави да бидам разноврсен, нели и тоа. Но уживам во секоја од тие сегменти, знаеш, да. Дали се книгите мои, дали се цедињата мои, дали се текстовите што ги пишувам за други, дали се театарските, филмските, телевизиските улоги, дали се концертите, има многу. Од каде таа енергија, тоа сакав да прашам? Па нема веќе енергија, гледаш дека клапнувам. Еве, овој интервју го снимаме, не помина ни 10 минути од свирката, јас сум жива вода, овој Џими Хендрикс не е волку темен. Посветла е таа мајца, на сега се менува бојата. Еве, кој од овие многобројни професии кои што ги спомнавме, ви така лежен највеќе на срце? Па, дефинитивно во последниве неколку години, што го виде вечерва. Музиката? Музиката, свирките со бендот, тоа како народот ги прифаќа нашите песни, ние сепак свириме блуз, тоа е една потполно некомерцијална музика, но кога свириме на вакви плоштадски свирки ги викаме ние, имаме една формула што се вика Greatest Hits. Значи вечерва нема да го дрвиме многу со блуз, има деца што не разбираат што е блуз, ке свириме малку побрзи, повеселички песни за да може да поигра народот, да попее со нас. И така, ова уживам сега, но уште малце ќе уживам зашто за 10-15 дена почнува снимање на новата сезона на Преспав. Добив 2 големи улоги во македонски филмови, ја завршувам мојата нова книга. Имаме турнеја со Гуру Харе по повод албумот првите 30. На 21 и 22 октомври во Македонската филхармонија ќе правиме 2 концерти. Многу работа има, да, но ти викам сега, јас на шега им кажу, многу работиш, ми вика другарите. Викам, ние пред смрт, што сме, мора да работиме повеќе, да оставиме нешто.
Дали не знам ќе се сложите со мене дека круша под круша паѓа, слива под слива, потекнувате од семејство кое што исто така со можеби со години како да се занимава во исти стил на професија. Па сега тоа си е ген, нема бегање од генот, знаеш. Ако ја земеме страната на дедо ми и на мајка ми, тука сум актер. Бо сакам нашиот македонски јазик, го негувам. Јас сум еден од актерите што можеби најдобро зборува македонски јазик најдобро. Сега нема за тоа формула, но се трудам да зборувам, да ги научам младиве дека постои еден убав македонски јазик и ако се забележал и текстовите, дури кога ги правам за некои пејачки, за Тамара, за Нокаут, се трудам и македонскиот јазик да биде истакнат во прв план, знаеш. Еве да речеме сега пред 10 дена за прв пат не поканија преку океанот да одиме. Се спреаме за концерт во Торонто во ноември, во Опера Хаус во Торонто. Ке свириме со Гуру Харе во Лондон, во клубот во кој започнале Rolling Stones, и тоа е голема чест за нас. Млади македонци се удружиле таму. Добивме понуди за Австралија, за цела турнеја низ Австралија. Така ние предумирање, што сме да видиме свет малку. Неодамна бевте прогласен 2 години, ако не се лажам, за најчитан писател. Не сум јас писател, јас сум автор. Автор, да. Знаеш која е разликата меѓу автор и писател? Писатели се тие што државата им ги плаќа книгите, кои никој не ги купува. А автори сме ние што сами си ги плаќаме книгите, што сите ги купува. Тоа е разликата. Па да, бев, навистина бев. Не само што бев најпродаван, туку бев и најчитан автор во 26 македонски библиотеки. Значи, најмногу пати дошол некој во библиотека и ја изнајмил мојата книга за да ја чита. Па тоа не ли е убаво? Покрај магови, чии книги се продаваат, да не го спомнам се Петре Андреевски или сакате Гане Тодоровски или Матеја Матевски, Венко Андоновски, но тие се писатели. Јас сум авторче едно, ситно, бедно. Еви, за крајот разговорот ја ве запрашам, што нешто би сакале да го препорачите на нашите гледачи и на пробиштипјани, на оние помладата генерација? Па, еве се ова што го кажавме, да го почитуваат своето, да ја почитуваат музиката наша, овој наш труд. Ова беа се оригинални песни напишани, македонски блузови оригинални. Ние не свириме туги песни, имаме и од повеќе своји за да свириме туги. Да го негуваат нашето, своето. Јас немам ништо против српските пејачи што доаѓаат во Македонија. Но се извинувам, ама некоја анонимна старлета која има 1,5 песна да чини 3 пати повеќе од Игор Џамбазов и Гуру Харе бенд, пакво нешто не дозволувам. И јас уште лани објавив на мојот Инстаграм и ги замолив тие што ги ангажираат тие пејачи, ги плаќаат толку повеќе да не ми се јавуваат за вас умрен. И што се случи? Јас изгубив 5-6 големи места во Македонија кај што можев да свирам, ама добив 50 нови кои викаат во право си, ние од денес само македонска музика ќе слушаме. Сакајте ја Македонија, бе деца. Вие одите и во Америка, и во Австралија, и во Швајцарија, сакајте си ја Македонија. Слушајте македонска музика, гледајте македонски филмови, читајте македонски книги. Верувај ми дека половина од тинејџерите во Македонија не знаат кај е Радовиш. Не знаат. Не ме убедува дека знаат, они не знаат кај е Радовиш, не знаат кој е највисок врв во Македонија, не знаат кој е Блаже Коневски, не знаат кој е Ристо Шишков. Тоа не е трагедија. Значи, прво тргниот, ама затоа знаат кој е Аца Лукас, знаат кој е Раста, знаат кој е Ана Бекута. Па нели е тажно? Ти знаеш ли дека во Београд поима нема никој кој е Игор Џамбазов? Врска нема во Београд кој е Игор Џамбазов. Според вас, што треба да се направи за да сето тоа полекано сигурно се смени? Тоа што го направи Бањалучкиот градоначалник пред 10 дена. Забрани концерти на старлети. Во Бања Лука може да прават концерт само човек што имал 10 плочи, што издал, што е надалеку познат. Не може некоја Бресквица да ми пее. Којата Бресквица, бе, нека пее таму во некоја дупка Бресквица. Ама таму кај што пее Бресквица, ја нема да пеем, зашто јас сум бил досаден, а Бресквица била многу интересна. Се извинувам што немам као Бресквица сега. Може и да имам, ја и поголеми. Но зарем не е тажно воопшто да правиме муабети и јас за оваа работа. Тоа е мојата порака. Сакајте Македонија, сакајте го македонското или како што отпеа вечерва во Македоникейшн. Нели? Живеј Македоникейшн, мисли Македоникейшн, запеј Македоникейшн. Треба си гор што си македонец, не да ти е срам. Дојде време да се срамиш дека си македонец.
Еве, прашај ги овие, колку од 1 до 10 се македонци, они се на 3 македонци. Еве, патриотизмот не е лоша работа. Тоа само во Македонија патриотизмот се смета за национализам. Значи, јас ако ја сакам Македонија, не сум ја сакал Европа, види мајката. Мајката. Па Македонија била Европа пред солунските атентатори, дали се нормални они. Така, и еве, веднаш се нервирам кога зборувам за политика, не ме прашај. Поред, ќе сменеме темата, ќе ве прашам уште едно прашање. Можете да ни кажете некоја анекдота, некоја случка што се случила во текот на снимањето на Преспав, на некој ваш настап? Нешто што досега не сте го споделиле со јавност. Еве, премиерно. Па не знам дали има нешто што не сум го споделил. Јас сум човек што кога ми се случи нешто, веднаш или го запишувам, или го објавувам на Инстаграм, или ќе го кажам. Но, еве да ти кажам, најново свиревме во Ресен. Во Ресен исто така ретко одиме, како и во Пробишти. И со Гору Харе се шетаме низ акото и млади деца трчаат на кај нас. Викам на Харе, види ме позна. И дојде до нас, едниот ме гушка мене, а другиот му вика на Гору Харе, Гури Хари! И од тогаш го викам Гури Хари. Ете, гледаш, детето не знае ни Гуру што е, ни Харе што е. Ни Радовиш не знае кај. А да не збориме за Долно и Горно Барбарево, за Долни и Горни Стубол, за Лезово и за Неокази, за... Не знае. Океј, ти благодарам, баш ми беше многу драго што направивме разговор. Се надам дека повторно ќе ве видам овде во Пробиштип со некој концерт. Дојам тука инкогнито на 2-3 дена, тебе ќе ти се јавам. Баш договорено. Чао.